Дојдовте во новото издание на Бумбар на телевизија Нова. Во изминатите минути ве пренесовме низ улиците на Македонија, каде што веќе втора седмица се одвиваат протестите за унитарна Македонија. Видовте река од граѓани кои што протестираат за почитување на уставот, за зачувување на идентитетот на Македонија. Телевизија Нова ви овозможува и денес, како и во наредните денови кои што се пред нас, да дискутирате за актуелностите кои што ни се случуваат и од нив да го бирате настанот на денот. А што имаме на дневен ред денес? Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Груевски истакна: прифаќањето на платформата е државен удар. Јас не ги знам плановите Б на СДСМ. Точно е дека народот во огромно мнозинство го прифаќа тоа што председателот Иванов го објави и сака нештата да се одвиваат согласно уставот. Затоа што оваа платформа, елементите на таа платформа се противуставни. Се оди кон бинационална држава, се занемаруваат другите етнички заедници во Македонија, како што се турците, ромите, србите, бошњаците, власите, хрватите, зошто да не, така што сите се ставаат во една споредна позиција, а се фаворизира само една. Се фаворизира албанската етничка заедница и тоа се прави неуставно. Тоа се прави без да се најави на изборите, со платформа подпишана во друга држава под покровителство на друг премиер, на премиерот Еди Рама. Мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано може да се каже дека е еден вид на државен удар. Програмите на владата за вработување ги даваат првите резултати. До сега само со мерката самовработување со грант се поднесени 902 пријави. Ова е меѓу најатрактивните мерки кои што ги имаме во оперативниот план, поготово оваа година бидејќи се зголеми самиот грант од 3 на 4.000 евра, со тоа што се поттикнаа доста луѓе кои што беа заинтересирани за свој бизнес да се аплицираат и да поднесат апликација, со што за 10 дена работни до петокот има 902 пријави. Ние ќе го продолжиме огласот до наредниот петок, со тоа што од понеделник почнува и пополнувањето на прашалникот за оние кои што веќе поднесоа апликација. Воедно ја користам приликата да ги поканам сите оние кои што во третиот оглас од 2016 година беа на резервна листа, дека може да се вклучат директно во вториот дел од самата мерка, а тоа е во делот на изработка на бизнес план, односно учество на обуките за претприемаштво. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои што и денес комуницираме, го бирате настанот на денот. Секако достапен ви е и нашиот Facebook профил на телевизија Нова, каде што можете да ги давате вашите бумбари и вашите коментари. Нема да ви одземам повеќе од времето. Кој ни се јавува како прв во денешното издание на Бумбар на ТВ Нова? И нашиот Facebook профил на телевизија Нова, каде што можете да ги давате вашите бумбари и вашите коментари. Нема да ви одземам повеќе од времето. Кој ни се јавува? Зборувајте, ќе ве молам. На Бумбар на ТВ Нова. Добро вечер, Тања, поздрав. Поздрав. Голем бел бумбар за првата тема. За првата тема. Значи, за првата тема голем бел бумбар. Добро. Не сакам негде да ја коментирам зашто е многу јасна, но сакам да им се обратам на жените што го поддржаа вчера Заев, што одеа позади него и го поддржаваа, значи како мајки, како идни баби, не смеат да поддржуваат и да излегуваат на улица, да поддржуваат ова што ни се случува. Затоа што јас имам скоро 60 години и многу добро ја паметам 2001 година, кога нашите работници одејки на улица од Маврово, ако они не се сеќават и дали беа и гевгеличенки тие таму на улица, Зборувате? значи тие од Маврово работници си одеа на работа, а што им се случи, какви малтретирање? 12 мина од Тетово, одејки си на нива, одејки си на кај комшија, исто така. Значи ни го уништија Лешок манастирот. Во Брвеница, значи, сите тие луѓе нити има оружје во ракци, нити има некоја лоша намера, значи. И затоа како жени
Треба да бидеме свесни и да се сетиме. Ако се помлади, нека си ги прашаат родителите што се случуваше во Тетово, што се случуваше во Скопје, што се случуваше во Рачиново. Значи не смееме да поддржуваме ова што ни се случува. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Гласавте со Бел бумбар за првиот предлог, запишане и уште 6 мина го делат вашето мислење сега за сега, бидејќи гледам 7 бели бумбари за првата тема и 2 бели за втората. Добро вечер, кој ни се јавува следен? Тање Боне од Битола. Повелете, Боне. Најголем бел бумбар за првата тема. Ваш коментар? Мој коментар е Груевски му ја фрли ракавицата на СДС. Меѓутоа, не сака тие да прифатат. Тие имат пари земено, подплатени, сторени, подмитени и не смеа да се вратат назад. Нека му служи на чест. А за втората тема, нека си оди понатаму вработувањето, нека си работат органите во Македонија службите, нека си се тера и економијата, ќе си дојде ред да се среди и политиката, затоа што ова влада, ова држава има здрав председател, здрави луѓе, здрава партија која ја брани државата и нема да има никаков проблем понатаму. Ви благодарам, Боне, поздрав до вас, се најубаво. 2402005, 2402002. Добро вечер. Добро вечер, Тања. Со кого зборувам? Секој е добро од Господа ви Ви посакувам. благодарам. И на вас, и на сите организатори за Заедничка Македонија. Голем бел бумбар за првиот предлог. И би рекла вака, Бог рекол да се сакаме сите. Бог рекол да бидеме едно во Христа. Бог рекол немојте едни со други да се предавате. Еднаш многу одамна веќе наближувал христијанскиот празник Великден. Јуда со целив го предаде Христа. За жал, многу ми е жал, што нашата држава е предадена со пенкало, во наводници, и со збор од човек кој што најверојатно не знае што значи да се сака својата држава. Божие благослов нека биде над сите. И над оние со пенкала, и над оние со срце, и над оние што пеат, и над оние што жалат, и над оние кои што ја очекуваат Божијата правда. Нека клекнат пред Господа сите и да молат од Бога благослов за нашата Македонија, заедничка Македонија, унитарна Македонија, во која што владее љубовта меѓу сите етнички заедници. Платформата не може да ја уништи нашата љубов према другите етнички заедници. Платформата само го издава оној кој што со пенкало направи државен удар. Ви благодарам. Прифаќањето на платформата е државен удар, истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Настанот е во водство, 13 јавувања на оваа тема, 1 црн бумбар, а 12 бели и 2 бели бумбари за програмите на владата за вработување ги даваат првите резултати. Да вклучим уште еден гледач во програма пред да погледнам што ни се случува на Facebook ѕидот. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имам чест? Со Македонка од Велес. Повелете, господја Македонка. Бел бумбар за првиот предлог. Добро. Од коментар? Од Груевски. Јас сум за унитарна Македонија, сакам да се остане Македонија. Не сакам други да ни се мешаат во нашата држава. Мојот татко е избеган од Егејска Македонија. Избеган се бореше за целосна Македонија, за автономна, а не за да делат Македонија. Некои предавници. Јас знам кој е предавник. Мислам, не сум толку писмена, ама сепак разбирам. Се гледам на телевизија, одам на протести и потполно ги поддржувам македонците. Ви благодарам. Ви благодарам, господја Македонка, запишан ви е бумбарот бел по боја.
Анастасија Петрова, Симоне, тема 1 бел бумбар. Сара Трајков, бел бумбар за втората тема. Помошта која се добива преку овие мерки за самовработување на млади лица се навистина одлична можност за започнување на собствен бизнис, вели таа. Цветанка Каргова, како корисник на програма за самовработување, задоволна сум од сите мерки кои ги нуди Агенцијата за вработување, при што ни се олеснува начинот за започнување на бизнис, но и негово понатамошно одржување. Бел бумбар за втората тема. Александар Стојановски, СДСМ не смее да го добие мандатот, бидејќи спроведува агенди на туги држави кои се спротивни на националните интереси на Македонија. Бел бумбар за тема 1. Бојан Крстевски, бел бумбар за првата тема. Не смееме да дозволиме да се спроведува туѓа платформа на територија на Република Македонија, без разлика што имаат малцинство овде. Едно е малцинството, Македонија како творба е сосема нешто друго и треба да ја заштитиме од секакви негативни влијанија. Имаме уште Николија Симонова, тема 1 бел бумбар, Ивана Јовановски, тема 1 бел бумбар, секако дека е државен удар, но најголем удар е спрема народот. Не смее да се даде мандатот на оние кои буквално ја ставаат државата во огромна опасност. Синиша Серафимовски, тема 1 бел бумбар, Ирена Стојчевска, тема 1 бел бумбар. Со прифаќање на нема да имаме време за сите коментари. Столе Стојчев, тема 1 бел бумбар, Теодора Трајчевска, тема 2 бел бумбар. Николета Чорлиновска, тема 2 бел бумбар. Се гледа дека има промена од политиката на владата, невработени има се помалку. Така е, во моментот продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер. Кој ни се јавува на 240? Драгица од Рачево. Повелете, Драгица. За првата точка е еден убав голем бумбар. Каков по боја? Бел. Бел, добро. Бел бумбар, коментар? точно дека е државен удар ова за нас. Али ја мислам дека на господинот Заев Господ ќе му плати. За ова што народов го дигнавме на нозе и да се малтретираат секој ден да одат, мислам дека Господ ќе му плати. Ако може и за втората точка би дала бел бумбар. Тој нема да го запишеме, но може коментар доколку сакате. Така, па има, се гледаме, има запослување, има напредување, така да се види дека таа партија работеше што ни една партија друга до сега не работела, работеше баш онака како што треба, измислени работи што сакава да ги рушат, тоа е нешто друго. Ви благодарам, господја Драгица. На сила да дојде на власт. Се најубаво, белиот бумбар за првата тема е запишан, го вбројуваме и добро вечер за следниот гледач. Кој ни се јавува на 2402002? Бедач од Битола. Повелете. Црн бумбар за првата тема. Тоа ќе биде првиот црн бумбар во живо, да слушнеме зошто. Бог рекол, не лажи, не кради. Ви благодарам доколку тоа беше се. Поздрав до вас, се најубаво црн бумбар запишан, вбројан. Повелете, во програма сте. Гледачката сакаше само да гласа или? Добро вечер. Не, само да гласам, нема проблем. Огромен бел бумбар за првиот предлог. Да слушнеме зошто. Зошто? Па се знае, за доброто за Македонија. Овој пат не се работи за партија, ни за СДС, ни за ВМРО. Значи, овој пат се работи за Македонија, за нас. Грејата е Заев да закни, да ми извините на изразот. Значи, тој човек треба да се отепа, дефинитивно. Без повици, значи, ве молам само. Во рете, толку сум изиритирана затоа што он во името на сите македонци ни ја продава државата. Ете така, многу сум изиритирана и многу сум уплашена. Значи, мислам дека све добро ќе испадни со оглед на тоа дека имаме добар председател и добра влада. Значи, оваа влада што е сега, мислам дека убаво ќе испадни. Ви благодарам. Да се надеваме. Пријатна вечер, све најдобро. Се најубаво, следите состојбата, настанот за кој што гласавте во водство. Добро вечер. Кој ни се јавува следен? Ало, добро вечер. Добро вечер. Граѓанин од Скопје. Повелете за што се одлучивте? Бел бумбар за првата тема. Во знак на поддршка на ова што го истакна лидерот на ВМРО-ДПМН. Тоа чисти пуч. Тоа и обичен граѓанин како мене го знаеше тоа уште пред 2 години. Значи пред 4 точки, 5, не знам колку се во платформата, секој може да ги дознае, и обичен граѓан. Значи се знае целта што е. Чисти пуч. Секој граѓанин го замолувам, кој е македонец, без разлика. Дали е албанец, дали е ром, дали е србин, да не ги потентирам сите. Ве молам,
поддржете ја Македонија, ја сакаме Македонија. Ви благодарам. Лично ќе застанам јас пред собрание, не пуштам никого. Ви не благодарам. сакам распад на Македонија. Ви благодарам и вас. Поздрав и се најубаво, блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото. Кој ни се јавува во Бумбар на ТВ Нова? Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Дали сте сега господјица или господја во... Господја сум. Господја сум, иако тоа не е многу важно. Не е важно, ама за време на Сител, кога бевте таму, бевте господјица. Добро. Животот тече, се менуваат работите. Така. Ако да ма пасте убава како господјица. Ви благодарам. Зашто се одлучивте? Во врска со првата точка. Бел бомбар за првата точка. Бел, ќе биде и ваш коментар? Сакам јавноста да го знае следното. Оваа платформа не е пишувана ниту во Скопје, ниту во Тирана. Платформата е пишувана во Брисел под патронатство на Могерини, Јоханес Хан и Столтенберг. А е промовирана преку Еди Рама, бидејќи Еди Рама е нивен слуга. И Еди Рама е поголем диктатор од колку што беше Енвер Оджа своевремено во Италија, во Албанија. Ви благодарам. Ви благодарам, поздрав, се најубаво, добро вечер, кој ни се јавува следен? Добро вечер. Со кого имам чест? Со Дедо Љубе од Велес. Дедо Љубе, како сте? Добри, вие? Одлично, одлично. Повелете, зашто се одлучивте? Вечна Македонија. Добри. Дедо Љубе, зашто гласате? Вечна Македонија, гласам за првата тема Бел Бумбар. Бел Бумбар, добро? И два-три збора да коментирам. Да слушнеме. Зборувајте, Дедо Љубе. Две-три збора. Платформата е штетна и за Косово, и за Албанија, и за Македонија. Еди Рама и направи гроб на својата татковнина да повлечат платформата, зашто ќе изгубиме и Македонија, и Косово, и Албанија, ќе стане Балканска војна, сите на грб ќе бидат на Еди Рама, ќе оде на Бесилка и компанијата Ахмети и повеќе не се јавувам, нека им е јасно. Ајде, пријатно. Поздрав, Дедо Љубе, се најубаво, добро вечер. Кој ни се јавува следен? Немаме повеќе време? Ако немаме повеќе време, тогаш да се преброиме што направивме денес. Фейсбук, уште да видиме што се случува на Фейсбук, бидејќи и тука имаме бумбари. Зоран Шарламанов, Бел Бумбар за првата тема. Денис Дени, Македонија ќе биде правна држава и нема да ќе биде правна држава или нема да постои. Тоа да ви е јасно, вели тој. Виктор Митрев, нема откажување македонци. Бел Бумбар за тема 1 од ИФО. Тоа е во моментот, има и доста лајкови, значи темите им се допаѓаат. И дали е тоа се или имаме време за уште некој? Добро вечер. Немаме повеќе време. Добро, тогаш ќе сумирам. Ајде вака, Груевски, прифаќањето на платформата е државен удар. Овој настан го прогласивте за настан на денот, согласувајќи се со лидерот на ВМРО ДПМН. 34 бумбари за оваа тема, 31 бел бумбар и 3 црни. 5 јавувања за програмите на владата за вработување ги даваат првите резултати. 920 аплицирале за кредитите за самовработување, кои што од годинава се покачени за 1000 евра и изнесуваат 4000 евра. 5 јавувања и 5 бели бумбари. Уште еднаш повторувам, прифаќањето на платформата е државен удар. Се согласивте со овој став на Никола Груевски. 34 бумбари, 31 од нив бел бумбар. Ви благодарам што ви имаше во толкав број и денес. Веќе утре се гледаме повторно со 2 нови теми кои што ќе можете да ги препознаете, претпоставувам веќе во нашите информативни изданија. Секако тоа се најатрактивните и најактуелните. Поздрав и се најубаво.